Информациите стигнуваат до вас. За 16 декември е одложено судењето на 39 војници кои на ланската парада во Атина извикуваа расистички слогани. На барање на грчкиот Хелсиншки комитет, судскиот процес ќе се одржи за 3 месеци. На него, како што објасни Панајотис Димитрас за Канал 5, ќе присуствуваат и една македонка и еден албанец како оштетени и навредени граѓани. Одложувањето беше неопходно од моментот кога судот прифати барањето што го поднесовме како Хелсиншки комитет за сметка на еден граѓанин на Албанија и еден граѓанин на Македонија кои живеат во Грција како оштетени граѓани. Но и поради фактот дека до тој момент го немавме судскиот предмет, судот прифати одложување за да го заземе предметот и да повика сведок, да ме повика мене, Панајотис Димитрас, за тоа што заборавија да ме повикаат за да биде комплетно судењето. Во моментите додека припадниците на специјалната нуркачка единица пристигнуваа во судот, околу 100 граѓани се собраа за да им дадат поддршка. На социјалната мрежа Facebook постои група "Ги поддржувам 39 војници што извикуваа расистички слогани на парадата, која има над 1000 членови. Кога ќе се спојат знамето и крстот, ќе се случи одмаз да има сакар. Тие се скопјани, тие се албанци, од нивната кожа ќе си направам облека." Ова беа само дел од слоганите на специјалната нуркачка единица на грчката војска на парадата на 25 март во 2010-та. Обвинението против нуркачката единица го покрена грчкиот Хелсиншки комитет во март годинава, а војниците ќе одговараат за прекршување на членот 2 од антирасистичкиот закон. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.